Исчезнатата од пред 4 дена, 14-годишната Вања Ѓорчевска, се бара како никој досега, изјави денес министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Вклучени се неколку стотини полициски службеници кои што исклучиво работат на оваа проблематика, предводено пред се од началникот на секторот за внатрешни работи, од помошниците началници, значи целото раководство на секторот е насочено кон оваа активност. Спасовски не открива детали од досегашната истрага, но потенцира колку таа е обсежна. Преку 50 камери, односно места во кои што имало камери, се превземени и прегледани. Целосно е во функција системот Safe City, во кој што исто така се преземат низа на мерки. Сите податоци кои што се од телеком операторите, кои што исто така може да бидат важни. Десетици лица кои што се сослушани и од кои што се земени информации и податоци, за да може да се добијат некакви информации во однос на целиот овој настан. Се пребаруваше и речното корито на Вардар, се пребарува и сите подрумски простори, не само во околината, туку и малку пошироко. Се работеше на пребарување, односно добивање на податоци и информации од црквите, манастирите кои што се во близина на Скопје. Така да една обсежна активност и тука нема се застане, значи. Во однос на предокот на истрагата, Спасовски вети дневен извештај за јавноста. Ќе ви информираме детално на дневна основа за сите активности кои што ги преземаме и што е тоа што во моментот се прави. Така да не исклучуваме да имаме и брифинг посебен на кој што ќе кажат и членовите на тимот заедно со одделот за односи со јавност и така натаму, за да имаме информации и тие информации да бидат оние кои што ќе бидат вистински пласирани во јавност. Освен полицијата, институциите кои можат да допринесат во истрагата, Ѓорчевска ја бараат и незините блиски, пријатели, но и огромен број на граѓани од целата држава, кои што побрзо сакаат оваа мистерија да се реши.